Добар ден на сите и добре дојдовте на Едуино вебинарот. Само малку имаме технички проблеми за кои што се извинувам. Добре дојдовте уште еднаш кај мене. Јас сум Милена Игњатова, вашиот домаќин за денешниот вебинар за егнување на училиштата и општините, законски обврски и стратегии за заштита и учество на учениците. Се надевам дека денеска ќе научиме нешто ново или доколку веќе го знаеме, ова ќе го повториме и ќе направиме во нашите училишта да имаме една безбедна училишна средина. Пред се сакам да ви презентирам што представуваат Едуино вебинарите. Тоа се едносиме формални и интерактивни онлайн настани, каде што имаме различни говорници од различни позиции и истите тие траат 60 до 90 минути. Денешниот вебинар ќе трае час и половина, како што беше и најавено. Всушност, ние сме фокусирани на споделување на знаења за современи и иновативни теми од истакнати практичари и експерти. Секако дека самите вебинари се придружени со различни примери и интерактивни прашања за кои што подоцна ќе објаснам на кој начин ќе ги спроведуваме. Секако имаме отворена и поканувачка средина за вашите прашања и идеи. Што можеме денеска да очекуваме од овој вебинар, а и од сите вебинари кои што планираме да ги одржиме? Значи, секако фаќаме различни иновативни и напредни теми, преку следејќи ги трендовите и потребите во образованието. Секој вебинар има обезбедено симултано толкување на албански јазик. Во овој вебинар ќе бидат вклучени два квиза, еден диагностички, кој што ќе биде пред почетокот на предавањето, и еден сумативен, кој што ќе се изведува по завршувањето на предавањето. За да се стекнете со дигитален сертификат за учество, издаден од страна на Смартап лабораторија за социјални иновации, потребно е да ги одговорите и двата квиза. Ово особено е важно за сите вие што сте присутни и што сте представници, директори од проектните училишта, а ќе објаснаме малку подоцна. Значи, само што кажав, во однос на дигиталните сертификати, ќе имаме два пред и по завршувањето на предавањето, кои што ќе се изработени веќе на Google Form и форм си вие ги имате добиено во рамки на поканата. Значи, таму во рамки на поканата имате линк од самиот квиз. Квизот се уште не е отворен, така што не брзајте, но ќе имате доволно време, односно ќе имате 10 минути за да го одговорите истиот. Секако, доколку одговорите на сите прашања и од диагностичкиот и од сумативниот квиз, ќе ви биде изготвен и испратен дигитален сертификат од 2 до 4 недели по завршувањето на овој вебинар. Како што веќе знаете, тука сме на платформата Zoom, но можете да забележите дека вашите микрофони и камери се автоматски исклучени, но можете да ни пишувате на чат, значи можете да пишувате пораки, иако истите пораки не може да ги забележи предавачот, затоа што прашањето кои што треба да ги поставите на предавачот ќе ги изведуваме на апликацијата Mentimeter. Всушност, како што веќе најавив, нашите вебинари имаат обезбедено превод на албански јазик, така што сите вие кои што сакате овој вебинар да го следите на албански јазик, можете да ги проследите овие 3-4 и да се префрлите да го следите овој вебинар на албански јазик. Дојдовме до користењето на алатката Mentimeter, како што веќе најавив, истата таа ќе користиме за да можете вие конкретно да поставувате прашања на самиот предавач, кој што директно на самиот вебинар ќе ви ги одговори. За да пристапиме на алатката на Mentimeter, потребно е само да
да се вклучите на веб страницата www.menti.com и да го впишете кодот кој што сега ќе се појави на горниот дел од екранот. Всушност, тоа изгледа вака. Значи, уште еднаш ка повторувам, за да те се приклучите на Mentimeter, потребно е да одите на веб страницата на Menti, односно да укуцате www.menti.com и кога ќе стигнете таму, да го внесете кодот 81 72 79 03 или пак можете да го користите овој QR код кој што ви е понуден на екранот сега и да спасате директно до Ментито. Јас ќе ви оставам така, гледаме веќе дека имаме тука веќе луѓе што се приклучиле, убаво е да ни дадете неколку срца, да не поттикнете и да ни покажете дека навистина ви има на Менти. Ви благодарам, значи навистина веќе почнувате да се вклучувате на Менти и го следите нашиот вебинар. Ние можеме да продолжиме понатаму, бидејќи навистина денес ќе имаме многу работа, а времето ни е ограничено на час и половина. Пред се сакам да ви објаснам дека овој проект, овој вебинар се изработува во рамки на проектот Промоција на безбедна училишна средина и самата цел на проектот е придонес кон остварување на правото на децата за квалитетно образование во безбедна и партиципативна училишна средина во рамките на 26 основни и 24 средни училишта. Во суштина, тука се присутни со нас би требало да се присутни 13 основни училишта кои што се веќе вклучени во рамките на проектот, односно аплицираа во рамките на првиот повик на овој проект. Морам да објаснам и исто тука би требало да се наоѓаат представниците на нивните општини, со тоа што за сите останати кои што сте непроектни училишта, односно не сте вклучени во овој проект, сакам да ви известам дека во октомври, ноември 2024 година ќе има повторен повик на кој што ќе се однесува и ќе повикува нови 13 основни училишта да се вклучат во овој проект и така да постигнеме бројката од 26 основни училишта. Но да не се обесхрабрувате доколку повторно не влезете во проектот, заради тоа што во рамките на овој проект ќе се одведуваат различни активности, како што се вебинари, онлайн курсеви, обуки за директори, стручни соработници, наставници, представници од општини и различни едукативни ресурси и ресурси за поддршка, кои што ќе бидат достапни не само на проектните, туку и на непроектните училишта. И секако тука, ред е да ги спомнам и партнерите во овој проект. Всушност, во овој проект учествуваат организациите Коалиција Сега, Мегеши, Смартап и МЦГО, а всушност проектот е поддржан од страна на Детската фондација Песталоци. Која е целта на денешниот вебинар? Како што веќе знаете, вебинарот е наменет за вас директори на основните училишта и секако представниците од општините, посебно од секторот за основно образование, онему каде што го има. Програмските содржини на овој вебинар нормално ќе ви овозможат на сите вас да добиете едно сеопфатно разбирање на законските обврски кои што се однесуваат на заштитата и учеството на учениците. Доколку веќе истите ги знаете и ги применувате во вашето училиште, ќе можете едноставно да потврдите навистина дали тоа што го спроведувате во рамките на вашето училиште е соодветно и дали можеби можете да направите и нешто повеќе од тоа што досега сте го направиле. Воедно преподавачот ќе ги ве запознае со позитивните примери од праксата на заштита на учениците и ефективните модели на ученичко учество и партиципација во основното образование. Но секако, бидејќи го најавив веќе за почеток, значи сакам да се подготвите за диагностичкиот квиз. Како што веќе најавив, квизот се наоѓа во вашиот мејл, поканата, каде што го најдовте и линкот од овој вебинар, но воедно во чатот нашата техничка поддршка ќе го сподели со вас, така што ќе можете сите да влезете и да го одговорите. Ве молам, одговарајте го само еднашка и за тоа ќе имате 10 минути. Со самиот диагностички квиз, значи, внимателно внесете ги вашите податоци, за да можеме да ви издадеме подоцна сертификат за учество.
Значи, самиот квиз, решавањето, реков дека трае 10 минути, а еве и како изгледа линкот каде ви се наоѓа, значи во поканата што ја добивте од Zoom, за каде што го најдовте линкот за овој вебинар, во самиот опис, долу се наоѓа и линкот, но истиот сега во моментов ќе го проследи до вас и нашата техничка поддршка, па можете да пристапите кон решавање на квизот, имате 10 минути.
Значи, времето ни помина, но квизот ќе остане отворен уште некое време, особено им препорачувам на проектните училишта како решат овој диагностички квиз, бидејќи за едно десетина минути истиот ќе биде затворен, а потребно е особено за проектните училишта да го имаат поминато, така што ве замолувам, доколку се уште не сте го направиле, проектните училишта ве замолувам да го завршите. За останатите, како што кажав, доколку сакате, можете да го направите, но со решавањето на диагностичкиот и секако на крај квизот што ќе го дадеме, ќе можете да се стигнете со сертификат за учество на овој вебинар. И сега е време да го представиме денешниот наш предавач. Тоа е Весна Трајковска. Весна Трајковска е лиценциран психолог и сертифициран психотерапевт. Таа работи како психолог во Општинското основно училиште Димитар Влахов во Штип. Во последните 3 години работи во полето на психосоцијална поддршка на жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство. Своите компетенции во областа на ученичко учество и заштита на детските права ги стекнува како активен член на училишниот тим во реализација на проектот имплементација на Конвенцијата за права на децата. Таа е дел на тимот на Инвест како обучувач во програмата Справување со врсничко насилство и кибернасилство, кој што е акредитирано од страна на Бирото за развој на образованието. Добар ден, Весна, дали се слушаме? Да, добар ден, Милена. Добар ден и до сите учесници на вебинарот, почитувани директори и представници на општините. И јас ви посакувам успешна работа во рамките на овој час и половина. Така. Ти благодарам, Весна. Во случај можеш да го превземеш екранот, ти го предаваме екранот и во наредните можеме да го проследиме твоето интересно предавање. Добар ден. Ќе започнеме од нашите цели на денешниот вебинар, а тоа е да ги утврдиме законските обврски на основните училишта во однос на ученичкото учество и заштитата на детските права, да ги разгледаме стратегиите за имплементација на овие законски барања и да поразговараме за можностите на меѓусебна соработка и градење на мрежи на поддршка. Ке започнеме од правните рамки кои го регулираат ученичкото учество во нашиот систем на образование и одговорностите кои произлегуваат од нив. Постојат повеќе законски документи и рамки кои ги регулираат правата на децата. Ке започнеме од Конвенцијата за права на детето, која нашата држава ја ратификуваше во 1993 година и оттогаш е обврзана да ја спроведува и почитува. Законот за основно образование, кој со последните измени во 2019 година ги вметна во своите одредби и членовите кои се однесуваат на ученичкото учество, Законот за средно образование, кој тековно ги претрпува овие промени, Закон за заштита на децата, Закон за народен правобранител, Законот за малолетничка правда, Закон за правда на децата, Закон за семејство, Закон за социјална заштита и Законот и кривичниот законник. Законот за основно образование има во своите одредби има повеќе членови кои се однесуваат на ученичкото учество. Пред се во самите начала, законот предвидува учениците активно да учествуваат во животот и работата на училиштето. Училиштето да обезбедува целосно вклучување и развој на учениците кон најдобриот интерес на децата и развивање на автономност, компетентност и одговорност. Целите на основното образование планираат целосен опфат на сите ученици во воспитно-образовниот процес, како и обезбедување на суштинско учество во истиот.
Потребно е да се обезбеди системски пристап за поттикнување не само на когнитивниот, туку и социоемоционалниот развој и психомоторниот развој на учениците. Во законот, односно во целите, е планирано да се постигнат националните стандарди кои се однесуваат не само на овие когнитивни, туку и лични и социјални вештини, развој на демократска култура и граѓанство, еден целосен процес на подготвување на учениците да се изградат во одговорни личности во едно демократско граѓанство. Во своите цели, Законот за основно образование планира кај учениците да се развиваат емпатијата, почитување на различностите и основите за соработка и меѓусебно почитување. Формите на ученичко организирање и учество се предвидени со членот 68 од Законот за основно образование. Училишната заедница, според овој член, ја формираат сите ученици во училиштето. Тие имаат право да се организираат во рамки на целото училиште, како и на ниво на паралелки, во формите на заедница на паралелките, ученичка заедница, како и преку работата на ученичкиот правобранител. Училиштето, работата на учениците треба да ја регулира во рамки на своите одредби на статутот на училиштето и потребно е, како директори, доколку овие промени во статутот се уште не се внесени во своите училишта, да реагирате во оваа насока и да ги испланирате, односно да вклучите ученичкото учество преку одредбите во вашите статути. Една од надлежностите на директорот е да ја поттикнува и следи работата на заедницата на учениците, зашто ќе зборуваме малку подоцна на кои се начини тоа треба да го спроведе. Ученичкиот парламент представува форма на ученичко организирање, кој всушност ги опфаќа сите претседатели на паралелките на заедниците во едно училиште. Ученичкиот парламент работи со тоа што организира своји состаноци, при што на првиот конститутивен состанок се избира неговиот председател. Председателот на ученичкиот парламент се избира по пат на тајно гласање од сите председатели на паралелките во училиштето. Овој прв состанок го свикува директорот на училиштето, но што е уште поважно, неговата задача е да обезбеди можност и услови за работа на ученичкиот парламент, да ги поттикнува и да ја препознава работата на учениците во училиштето. Ученичкиот парламент има широко поле на действување во рамки на училиштето. Тоа опфаќа застапување и промовирање на правата и интересите на учениците, поттикнување и промоција на ученичкиот активизам, предлага активности во рамки на годишните програми за екскурзии, како и во рамки на самата годишна програма за работа на училиштето. Учествува во предлагање на активности и во рамки на воннаставните програми и активности, дава своји предлози за подобрување на условите во училиштето и ученичкиот стандард, учествува во работата на училишните тела, како што знаеме со новите промени во Законот за основно образование, ово учество е предвидено со тоа што двајца ученици од ученичкиот парламент задолжително присуствуваат без право на глас на работата на училишниот одбор. Понатаму парламентот може да иницира и спроведува активности од различен карактер, како хуманитарни, општествено корисна работа, еколошки активности и иницијативи и така натаму. Исто така може да обезбедува врсничка поддршка на учениците со посебни образовни потреби, како и да учествува во евалуацијата на работата на училиштето. Ученичкиот правобранител е ученик кој се избира од редот на учениците, чија задача е да ги штити и унапредува правата на сите ученици. Ученичкиот правобранител се избира по пат на тајно гласање, во суштина од збирот на гласовите на учениците од 7 до 9 оделение. Директорот е должен во насока на исполнување на целите на поддршка на активното учество на учениците, како и развојот на социјални вештини и демократски процеси во училиштето, да го поддржи овој процес на избор да биде што е можно извршен што е можно поквалитетно и поцелосно.
Водичот за ученичко учество, ученичко организирање и заштита на правата на децата во основните училишта е всушност документ изработен со замисла да биде токму тоа водич низ имплементацијата на законските одредби дадени во членот 68 во Законот за основно образование. Овој документ е наменет да им овозможи на училиштата насоки и ресурси за градење на капацитетите на училиштата за ефективна примена на детските права. Документот е подготвен во рамки на проектот Имплементација на Конвенција на правата на децата, кој се спроведуваше од страна на Коалицијата на младински организации СЕГА и Детската фондација Песталоци во периодот од 2011 до 2019 година, во кој учествуваше и нашето училиште. Овој водич може да го најдете на страната на Бирото за развој на образованието, на страната на eduino.mk, како и овде во чат. Водичот содржи вовед и основни принципи на ученичко учество, опис на моделите на ученичко учество, како и насоки како истите да бидат воспоставени и како да се развиваат во рамките на едно училиште. Дадени се насоки и за планирање и реализирање на различни активности, како и конкретни насоки не само за работата на учениците, туку и за задачите кои се однесуваат на наставниците и стручните соработници во улога на поддржувачи на овој процес. Исто така, водичот опфаќа и ресурси за поддршка кои се однесуваат на тоа како да се организираат ефективни состаноци, како да се развива конструктивна комуникација, на кој начин се организираат дебати во основното училиште, дадени се и модули на работилници на релевантни теми, како и форми на документи кои училиштата може да ги превземат или прилагодат за да го евидентираат целиот овој процес. Зошто е значено учениците да учат за своите права? Бидејќи учејќи за правата, тие знаат да препознаат кога тие се почитуваат и кога се прекршуваат. Исто така, учејќи за правата, учат и за своите одговорности. За да развиваат лично чувство на одговорност во нивната заштита, како и одговорност во сопствениот живот. И освен тоа, учејќи за правата си заедно, тие учат како да развиваат колективна одговорност во нивната заштита и унапредување во однос на сите деца, развиваат емпатија, соработка и меѓусебна поддршка. Ученичкото учество е важно затоа што партиципацијата е базично човеково право. Доколку на децата им се одрече учеството, тоа значи дека не им дозволуваме да соделуваат во својот суштински развој во овој значаен период од нивниот живот. Исто така, тоа е основа за развој на младата личност во смисла на практикување на социоемоционалните вештини, соработка, комуникација, донесување на одлуки, а сето тоа е предвидено во националните стандарди за образование. Развивајќи го ученичкото учество, ние сме учесници во создавањето на едно демократско граѓанство. И на крај, применувањето на ученичкото учество во пракса ни обезбедува да ги провериме и евалуираме одредбите кои се однесуваат на правата на децата, а со тоа имаме можност и истите да ги унапредиме. Која е вашата улога како директори во обезбедување на активното учество на учениците во училишниот живот? Вие сте тие што имате моќ, компетентност и одговорност да создадете атмосфера и услови кои го поддржуваат ученичкото учество со тоа што учениците ќе имаат слобода да формираат сопствено мислење и истото мислење да можат да го изразат во безбедна средина без никакви последици. Освен тоа, од вас зависи градењето на механизми и процедури кои ќе овозможат учениците да влијаат врз донесувањето на одлуки кои се однесуваат на нив, како и на тоа да тие влијанија имаат видлив резултат во крајниот производ, без разлика во кој сегмент од училишниот живот станува збор. Училиштето што овозможува и поттикнува ученичко учество во суштина представува стабилна училишна средина и во која се воспоставени односи на почитување како меѓу учениците, така и помеѓу учениците и возрастните. Тоа е средина во која се промовира еднаквоста и се развива чувството на одговорност.
Со тоа што на учениците им се дозволува можноста да влијат врз донесувањето на крајните одлуки, им се овозможува во суштина нивниот целосен развој. Само во едно вакво училиште можеме да кажеме дека се исполнети сите воспитно-образовни задачи кои се наменети за работата на основните училишта, при што учениците имаат активна улога во градење и почитување на различностите и како и тоа да ги совладаат компетенциите, да се заземат за себе и да ги заштитуваат заедничките интереси. Правни рамки и одговорности на основните училишта за заштита од насилство е вториот дел од нашиот вебинар, односно втората тема. Во овој дел исто така законот содржи повеќе одредби, а една од тие е дека секој вработен во основното училиште е должен да промовира еднаквост и правичност помеѓу сите ученици, но не е доволно само да ја промовира, туку е потребно и активно да се спротивставува на сите облици на насилство и дискриминација. Исто така, целите на основното образование, кои претходно ги споменавме, како предуслов за нивно остварување потребно е да училиштето биде изградено како една безбедна средина, значи тие подразбираат пред се училиштето да биде стабилна средина која ги заштитува учениците за овие цели да можат да бидат исполнети. Училиштето во својата програма за работа на годишно ниво, па и во развојната програма, треба да планира активности за заштита на учениците од насилство и дискриминација. Тоа се однесува пред се во следниве области на меѓуетничка интеграција, заеднички ученички иницијативи, како и развој на инклузивен пристап, при што училиштето работи преку формирани тимови кои постојано ги развиваат и унапредуваат овие програми и нивната примена. Училиштето е должно да вклучи и програми за промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство, злоупотреба и запуштање, како и спречување на дискриминација. Заштитата на интегритетот на учениците значи дека секој вработен треба да се грижи, односно е должен да се грижи за најдобриот интерес на детето и да го почитува неговото достоинство, а секој вид на малтретирање, повредување или понижување на учениците е најстрого забрането. Почитувањето на овие законски одредби е основа за исполнување на нашите воспитно-образовни цели како едукатори. Надлежностите на директорот како раководно лице опфаќаат водство, грижа за остварувањето на правата и одговорностите на учениците, но и одговорност за законитото работење на училиштето. Тоа е водечка фигура од која зависи целосната имплементација на токму на овие законски одредби, а со тоа и одговорноста на нивното неисполнување ја презема токму тој. Упатството за постапката за пријавување и заштита на ученик жртва на било која на формите на насилство, злоупотреба и занемарување е документ изработен во јули 2020 година и оттогаш е стапен во сила. Тој опфаќа основни поими и принципи на заштита, видови на насилство, како и форми за превенција, интервенција и евиденција во случај на насилство. Упатството опфаќа обврски за училиштата, односно како училиштата мора да постапуваат, што се должни да преземат и како не смеат да постапуваат, како и препораки кои се однесуваат на тоа што училиштето се препорачува да преземат, што можат да применат и како треба да постапуваат, при што обврските се задолжителни да бидат почитувани од страна на сите училишта, а препораките на одговорност на директорот се применуваат во училиштето врз основа на неговата процена на состојбите, потребите и условите во училиштето. Директорот е должен да се погрижи училиштето одговорно и прописно да реагира во случаите на насилство со должно внимание и без дискриминација. Треба училиштата се должни да преземаат мерки за заштита на учениците жртви на насилство и да спроведуваат активности од областа на превенцијата. Упатството е наменето за сите структури во училиштето, за сите вработени, за учениците, родителите и старателите, членовите на училишните тела,
како и представниците на останатите институции вклучени во системот на превенција и заштита од насилство, а тоа се надлежното министерство, односно Министерството за образование и наука, општините. Овде спаѓаат и министерството со кои се остварува соработката во поглед на заштитата на учениците, а тоа се Министерство за труд и социјална политика, Министерство за внатрешни работи, јавното обвинителство, како и институции и организации од невладиниот сектор кои работат во ова поле. Во рамки на училиштето, директорот е должен со упатството да бидат запознаени навремено и целосно сите структури, а особено треба да се внимава при запознавањето на учениците со ово упатство, да биде неговите содржини да бидат презентирани на начин и јазик кој е разбирлив за учениците. Упатството можете да го најдете на страната на Министерството за образование и наука, на страната на eduino.mk, како и овде во чат. Самото упатство се применува во сите случаи на насилство, кога насилството се случува во училиштето, но исто така и кога вработените имаат сознание или сомнеш дека некој ученик е жртва на насилство и на било кое место, односно и надвор од училиштето, а поради насилството се уште трпи негативни последици или последици врз здравието и неговиот развој. Насилството мора да се упатството мора да се применува целосно и на одговорност на сите вработени, но подсетуваме дека одговорноста се сведува најмногу и на директорот, а токму вие сте тие што знаете дека особено во денешните услови на работа, нашата одговорност за заштита на учениците не завршува само до оградата на училишниот двор, туку продолжува и надвор. Токму поради моментот што границата помеѓу животот на учениците во училиштето и во нивната животна средина денес повеќе од било кога е речиси непрепознатлива, односно овие две средини се мешаат и се преплетуваат, а со тоа и последиците на учениците врз учениците се преплетуваат и во училиштето и надвор. Затоа имаме должност да реагираме и во рамки на самите институции и воопшто како поединци. Во упатството се опишани различните видови на насилство, кои овде ќе ги продискутираме во контекст на училишната средина. Злоупотреба представува секој чин на намерно нанесување штета или ненамерно наштетување, при што, например, во училиштето, тоа би значило кога училиштето ќе потврли во обезбедувањето на мерки на заштита или нема да создаде доволно безбедна и сигурна средина. Занемарување значи не исполнување на базичните потреби на децата, например, неовозможување на соодветен надзор, неовозможување на соодветна грижа, недоволно воспитно и образовно запуштање и слично. Експлоатацијата во училишната средина најчесто ја среќаваме односно ја гледаме во рамки на семејствата како физичко искористување, односно искористување како работна сила од страна на семејствата, при што, иако тоа не се случува во самото училиште, должни сме да реагираме и случајот да го пријавиме до надлежните институции, односно Центар за социјална работа. Во самите училишта најчести облици на насилство се физичкото насилство, психичко и емоционално насилство, социјално насилство, врсничкото насилство или булинг, а се почесто и кибернасилство, односно насилство на интернет. Сексуалното насилство во рамки на училиштата најчесто се среќава како вербално насилство или како сексуално вознемирување. Училиштата се должни во своите програми за превенција најмногу да обратат внимание токму на последниот вид насилство, односно насилство мотивирано од омраза и предрасуди, и е задолжително да планираат активности со кои ќе се превенира развојот на ваков тип на насилство, и тоа можат да го направат преку работилници во врска со стереотипи и спречување на стереотипи и предрасуди, обезбедување на сигурен простор за разговор на табу теми и обезбедување на
како и обезбедување на врсничка едукација, а може да се вклучат и предавачи или едукатори од различни здруженија и организации кои работат на оваа тема. Директорот е должен да обезбеди во сите овие случаи на насилство секој вработен да биде соодветно подготвен да го препознае и да реагира на насилството. Еден од носечките столбови на обезбедувањето на сигурна средина во училиштето кој ги штити учениците е превенцијата. Во рамки на превенцијата, училиштето мора да превземе активности и мерки за заштита на учениците, треба да обезбеди атмосфера на меѓусебно почитување и соработка, конструктивна комуникација и почитување на различностите. Превенцијата има 3 аспекти во кои училиштата се должни да превземат мерки, а тоа е преку регулирање на училишните документи, односно статутот на училиштето и интерните акти, зајакнување на капацитетите, улогата и одговорностите на вработените, како и преку едукација и подигнување на свеста на учениците. Во однос на првиот аспект, училиштата во своите одредби на постоечките статути треба да внесат одредби за превенција и заштита на учениците од насилство, кои ќе ги опфаќаат мерките за заштита, како и одговорностите на сите вклучени страни. При тоа, освен во статутот, училиштата се должни да ги внесат овие измени и во своите интерни акти, кои се однесуваат на безбедноста и заштитата на учениците, како например куќен ред, правила на однесување и слично, но истите можат да изработат и посебни документи кои ќе ја третираат оваа тематика, како например протоколи за заштита на учениците, училишни политики за заштита и превенција од насилство и слично. Во самите овие документи, како и на јавно место во училиштето, треба да бидат истакнати информации за тоа кој е одговорно лице за заштита од насилство и пријавување на насилство во училиштето. Одговорното лице го назначува директорот и тој е должен од редот на стручните соработници. Препорачливо е тоа да биде психологот во училиштето, но истото може да биде и друг стручен соработник, како и да назначи негов заменик од редот на стручните соработници или наставниците. Значи, овие информации, освен во статутот и интерниот акт, треба да бидат и јавно истакнати, а исто така и самите документи, упатството и интерниот акт кој ја регулира заштитата на учениците од насилство, треба да бидат јавно достапни за учениците, како и за сите заинтересирани во училиштето и на веб страната на училиштето. Директорот е должен да учениците да бидат информирани за одредбите во овие законски документи, како и за тоа истите да бидат редовно ажурирани, а најмалку еднаш во 4 години. Зајакнувањето на капацитетите на вработените во справување и препознавање и заштита од насилство е една од должностите на директорот. Пред се, насоките во упатството предвидуваат овие одредби да бидат вклучени уште во самите договори за вработување. Тоа значи дека доколку во вашите тековни договори за вработување немате вметнато такви одредби, истите треба да се вметнат, а да се однесуваат на должноста на вработениот да препознава и да реагира во случај на насилство, да ги штити учениците од насилство и се обврзува да ги користи упатствата дадени во овој документ. Исто така, нововработениот наставник или стручен соработник треба веднаш да биде запознат со содржините и одредбите насоките во упатството. Дали тоа може да се изврши од страна на контакт лицето назначено за спроведување на упатството, но исто така и од наставникот или стручниот соработник ментор, кој ќе во својата програма за работа ќе планира и заедничко разгледување и запознавање со упатството со наставникот или стручниот соработник приправник. Директорот е должен да обезбеди најмалку 2 обуки годишно на тема за заштита од насилство и дискриминација за своите вработени.
при што се препорачува едно од обуките да биде наменета за запознавање со содржините на упатството, а другата да биде наменета за развој и зајакнување на капацитетите и вештините на наставниците и стручните соработници за работа со учениците на овие теми. Во однос на едукацијата и подигнување на свеста на учениците, истата треба да биде планирана со годишната програма за работа на училиштето, при што ќе се планираат активности на оделенските часови, што можат да бидат работилници, едукативни предавања, дискусии на овие теми и слично. Во воннаставните активности, каде исто може да се вклучат работилници, дебати, предавања или гостувања од други здруженија или организации кои работат на оваа тема, при што тоа може да биде и врсничка едукација, доколку се работи за младински организации. Во рамки на училишните спортски клубови потребно е да се работи на развивање на ненасилно учество во спортот, како и навивање без говор на омраза, а исто така во работата на ученичкиот парламент и ученичкиот правобранител да бидат планирани активности за заштита на учениците од насилство, запознавање со детските права, борба со стереотипи и предрасуди и така натаму. Директорот е должен да се погрижи едукацијата и подигнувањето на свеста на учениците да може да се спроведе и задолжително всушност да се спроведува во сите овие области. Кој е должен да интервенира во случај на насилство? Никој не е изземен од одговорноста да интервенира и да преземе нешто доколку е сведок или има сознание за насилството. Односно, секој е должен да пријави насилство и да преземе мерки за заштита на жртвата, како и да придонесе до тоа на промена на условите кои довеле до насилството, односно да преземе и мерки со сторителот кон менување на неговото однесување. Да ги разгледаме сумирано должностите на директорот кои се однесуваат во делот на интервенција. Пред се, тој е должен да одреди контакт лице за пријавување на насилство и негов заменик, како што напоменав, тоа треба да биде психологот, но доколку во училиштето нема психолог или директорот процени дека некое друго лице од редот на стручните соработници е посоодветно по своите компетенции или лични карактеристики да биде назначено како контакт лице, тогаш може да назначи и друго лице. Од редот на наставниците исто така може да биде назначен заменик, особено во училишта каде што, како што кажав, има помал број на стручни соработници или пак во училишта во кои тоа го налагаат условите за работа. Например, во едно училиште со повеќе подрачни училишта може да се случи сите стручни соработници да се во главната училишна зграда, додека останатите ученици, например, да немаат пристап до ова лице. Со тоа, во тој случај би било можеби добро да се назначи заменик контакт лице од страна на наставниците кои работат во овие подрачни училишта. Важно е информациите за тоа кој е контакт лице и како може да се дојде до него да бидат истакнати јавно во училиштето, на веб страната и во самите училишни документи, при што треба да стои име и презиме на лицето, мејл за контакт, наменет токму за вакво пријавување, како и службен телефон на кој учениците може да се јават. Директорот исто така треба да обезбеди анонимно пријавување по пат на пополнување на пријава или формулар кој училиштето може да го изработи и да го постави на веб страната. Но оваа кутија, важно е да внимаваме, да биде во суштина за повеќе намени, токму за да обезбеди анонимност на лицето кој пристапува. Затоа, за таа цел, може да користите кутија за пофалби или поплаки, кутија за предлози и слично, која е истакната на јавно место, некаде каде што сите ученици поминуваат и при тоа може да уфрлат во неа формулар или пријава без да бидат идентификувани за која тема се обраќаат до училиштето. Контакт лицето е должно да ја проверува кутијата најмалку еднаш неделно за нови пријави или пак по сознание дека има добиено пријава за насилство. Во случај кога сторителот на насилство е возрасен, училиштето мора да повика полиција или центар за социјална работа.
Важно е секој вработен да знае дека со преземањето на дејство на насилство над ученик ризикува отстранување од работа, бидејќи насилството на вработен, односно на возрастно лице над ученик е кривично дело и директорот мора да ја следи постапката на привремено прекинување на работниот однос со изрекување на привремена мерка се до донесување на одлука за отказ. Постапката во суштина при пријавување на случај на насилство таа е детално опишана во упатството, но во суштина се сведува на следниве чекори. Вработениот кој има сознание за насилството или кој сведочил на насилството е должен во најголем дел од случаите да го пријави насилството на контакт лицето, но подоцна ќе објасниме во кој случај тоа мора да го направи, а кога може и да не го направи. По пријавување до контакт лицето, тоа треба да разговара со ученикот или учениците кои се вклучени во ситуацијата и да добие повеќе сознанија, да разговара по потреба со родителите и да вклучи други наставници и стручни соработници, доколку тоа е во најдобар интерес на детето. Сакам да напоменам дека понекогаш во овој дел разговорот со родителите може да биде и изземен, доколку тоа не е во најдобар интерес на детето. Например, ако имаме сознание за насилство во домот, во тој случај разговорот со родителот треба да се изврши врз основа на процената на контакт лицето. Кога станува збор за насилство во домот, за кое добиваме сознание при исказ од ученикот, видливи знаци или промени во однесувањето, контакт лицето е должно да пријави до надлежните институции, односно до Центарот за социјална работа. Ќе ги разгледаме сега видовите и форми на насилство, дадени во 3 табели кои се во прилог на упатството, а всушност го опишуваат насилството на 3 нивоа, односно во првата табела се дадени форми на насилство од најблаг облик, па се до најтешките форми на насилство, при што упатството предвидува различни начини на постапување кои училиштата и вработените се должни да ги следат. Значи, секој вработен треба да ги препознава овие нивоа на насилство и со тоа да знае на кој начин да реагира во ситуацијата. Во случај на насилство од првото ниво, вработениот кој е сведок или има сознание за насилството, е должен самиот да реагира веднаш во ситуацијата кон прекинување на насилството и смирување на ситуацијата, при што не го известува контакт лицето, односно самиот превзема одговорност во ситуацијата. Во овој случај, во вториот случај, односно при насилство од второто ниво, лицето кој е сведок, односно вработениот кој е сведок или има увид во ситуација на насилство, е должно да го повика контакт лицето, да го информира за случајот, а контакт лицето понатаму презема соодветни мерки, прави проценка на ситуацијата, разговара со вклучените страни и по потреба вклучува други представници од училиштето, како директорот, како и представници од другите институции. Значи, на ова ниво на насилство, контакт лицето може, но не мора да вклучи други институции, како полиција и Центар за социјална работа. За разлика од тоа, во случај на насилство од третото ниво, односно во најтешките облици на насилно однесување, веднаш треба да се информира контакт лицето, а истото треба веднаш да преземе чекори на информирање на директорот, како и на информирање на надлежните институции, односно полиција и Центар за социјална работа. Во случај на итна ситуација, каде што насилството вклучува, например, масовна тепачка, употреба на оружје или слично, контакт лицето или било кое лице кое се нашло на местото на настанот е должно веднаш да повика полиција, значи може да се преритне тој чекор на известување на директорот, бидејќи тоа го налага итноста на ситуацијата. Ова беа накратко постапките за реагирање во случај на насилство и смирување на ситуацијата. За крај само сакам да напоменам дека доколку по контактирањето на надлежните институции училиштето не наидува на соработка или истите смета дека не преземале соодветни мерки, во тој случај училиштето е должно да реагира до народниот правобранител во случај на насилство.
Училището во своите статути и интерни акти треба да предвиди и мерки за заштита од насилство, но и мерки за промена на однесувањето на сторителот. Мерките кои училиштето треба да ги планира и спроведува се однесуваат на жртвата, а се преземаат со цел на враќање на незиното чувство на безбедност, како и враќање на добросостојбата на жртвата и во нормалните текови на незиното живење и работа во училиштето. Мерките насочени кон сторителот треба да го имаат во фокусот менувањето на неговото однесување, а мерките насочени кон сведоците се со цел да овие ученици бидат сослушани за да се добие поцелосен увид во ситуацијата, но исто така и да се спречи проширување на кругот на насилството или пак евентуално повторување на насилството од други лица, како и да се регулира групната динамика. Училиштето е должно да ги евидентира случаите на насилство во формулари кои се дадени во прилог на упатството во секој случај на насилство од табелата 2 и табелата 3, како и во случаите на насилство од првото ниво, односно од најлесниот облик, но кои се повторуваат. Препорака е училиштата сепак да користат и интерна евиденција во случаите на насилство од првата табела, односно секој облик на насилство, па дури и најлесен, да го евидентираат, при што лицето кое е сведок или има сознание за насилството, а тоа најчесто е наставникот, понекогаш и стручниот соработник, овој настан треба да го евидентира во интерен записник на училиштето и доколку изврши разговор со родителите, исто така во записник за разговор, што ќе биде внесено и во дневникот на евиденција на паралелката, а оваа евиденција има за цел училиштето да има поцелосен увид во ситуации во кои насилството, например, ескалира, за да може да превземе соодветни мерки за заштита на сите вклучени страни. Меѓусекторската соработка е клучна во успешната превенција и решавање на случаите на насилство. Општините се тие кои би можеле да обезбедат подобро вмрежување на локално, па и на меѓуопштинско ниво. На локално ниво, општините може да иницираат состаноци на кои ќе се сретнат представниците од различни надлежни институции, како и представниците од училиштата, при што ќе дискутираат за своји заеднички планови или активности. Исто така, општините можат да организираат и настани за споделување на искуства меѓу ученичките организации, како и во однос на заштитата на учениците од насилство и добрите училишни практики. Општините во својата работа имаат увид и во училишните документи, односно годишните програми, статут на училиштата и слично, што значи дека можат да имаат удел и во нивното креирање, односно можат да дадат мислење и предлози за истите да бидат што е можно подобро подготвени во делот на заштита и на ученичко учество. Пример за добра пракса е дека во некои општини, како што е општина Штип, има формирано и мултисекторски тимови за заштита, мултисекторски тимови на заедницата за заштита од насилство, кои се однесуваат на жени и деца жртви на насилство, но истите тимови реагираат и во случај на насилство на деца, при што имаме многу покоординирани и поефикасни постапки за решавање и справување со ситуациите на насилство. На крај ќе поразговараме за некои практични насоки во примената на водечото ученичко учество и примената на упатството за справување и постапување во случај на насилство. Важно е во училиштата, во примената на водечото ученичко учество да се вклучат сите нивоа, односно потребно е да се анимираат и ангажираат како учениците, така и наставниот кадар, стручните соработници и, кажавме ви, директорот кој во овој процес би имал водечка улога. Важно е директорот да формира тим за поддршка на ученичко учество, кој ќе биде составен од наставници и стручни соработници. Овие поединци треба да имаат компетенции од делот на стручни знаења и предзнаења, но важно е исто така да имаат и лични афинитети за работа во ова поле, да добро да ги познаваат и самите да бидат добар пример за почитување на ученичките права. Исто така треба да имаат вештини за добра комуникација со учениците и да бидат мотивирани за работа во ова поле.
Училищата е важно да ги включат во своите програмите за работа на ученичкиот парламент и ученичкиот правобранител, при што доколку се уште немате развиено вакви програми, мој совет е да почнете од поставување на помалку цели кои ќе бидат јасни и концизни и не мора одеднаш да планирате голем број на активности од различен вид. Например, во првата година на развивање на ваквата програма не морате да планирате 8 работилници, 5 дебати, 6 настани со врсничка едукација или повеќе настани од хуманитарен карактер или општинско корисна работа, туку почнете од број на активности и вид на активности кои како училиште имате услови и можности и капацитет да ги реализирате за почеток, при што да ве подсетам дека овие програми и планови секоја година, па и во текот на реализацијата, можат да претрпат промени, значи можете да ги дополнувате во согласно со своите потреби и идеи за работа кои произлегуваат од кадрот, но и од учениците. Важно е, при тоа можете да побарате, сакам да подсетам дека можете да побарате помош и поддршка од училиштата кои веќе ги имаат воспоставено овие модели. Например, во нашата општина еден таков настан беше организиран на ниво на сите основни училишта, каде што училиштето во кое се практикува овие модели организираше презентација за останатите ученици од другите училишта, како и со представници на наставничкиот и стручниот кадар во училиштата, на кои учениците самите представија на кој начин и по кои модели работат и што најмногу функционира во нивната училишна средина. Во однос на примената на упатството за заштита на ученик жртва, еден од најважните чекори е да се назначи контакт лице. При тоа кажавме дека контакт лицето може да биде психолог, но не мора, исто и неговиот заменик може да биде стручен соработник, но и наставник. Важно е директорот да направи добра процена кои лица ќе ги назначи за контакт, како контакт лице и негов заменик, во смисла дека тоа треба да бидат лица кои по своите компетенции, но и по своите лични квалитети се добри во справување со насилството, реагираат ефикасно кон смирување на ситуацијата, тоа се личности на кои учениците нема и полесно им се доверуваат, им се отвараат, и истите овие лица може да бидат ангажирани и во спроведување на обуките за кадрот. Исто така, овие обуки кои се задолжителни според упатството, треба да се реализираат во училиштата континуирано и редовно за сите или за дел од наставниот кадар, при што директорот може да се води од сопствената процена за професионалните потреби на кадарот во училиштето, но исто така може да се направи анализа од страна на тимот за професионален развој, кој ќе ги разгледа личните планови за професионален развој на вработените и ќе утврди кај кои наставници и какви потреби има од обуки во овој дел. Сметам дека е важно да подсетам дека и во рамките на акредитираните обуки на Бирото за развој на образованието постојат повеќе обуки на оваа тематика, при што сите вработени или дел од вработените на училиштата може да се пријават и да ги проследат. При тоа да подсетиме дека во училиштата постои систем на хоризонтално учење и интерна дисеминација на стекнатите знаења, што значи дека сите вработени кои би учествувале на обуки од овој тип би требало потоа да спроведат интерни обуки во училиштето со цел сите вработени да ги унапредат своите познавања од оваа тема. Исто така, може да бидат ангажирани и надворешни лица и експерти, што е препорачливо, например, да биде направено на ниво на општините, како модел на најефикасно искористување на капацитетите, при што општината би имала главна улога во организирање на овие настани. Сакам да подсетиме дека како директори одговорноста за спроведување на одредбите за заштита на учениците, како и ученичко учество, главната одговорност
паѓа на вас, при што вие треба да бидете свесни за сите законски обврски, како и законски обврски кои произликуваат од овие одредби и да се погрижите истите да бидат целосно и навремено спроведувани. Во пракса често се случува, особено во помалите средини, да не идеме на отпор или на несоработка од некои од институциите, како и на притисоци да не биде превземено ништо од страна на училиштето, во некои случаи на насилство. Меѓутоа, ако ги споредиме последиците од насилството во случај кога не би се реагирало и притисоците, наша морална одговорност, но и законска одговорност е да увидиме дека последиците од нереагирањето се значително потешки. За жал, во неодамнешниот период, во нашата непосредна и подалечна средина, имаме многу примери во кои нереагирањето или несоодветното и ненавремено реагирање имало многу негативни последици, кои некогаш били и фатални, но во секој случај биле штетни врз здравието и психофизичкиот развој на огромен број на ученици. И додека е сигурно дека ниту еден случај на насилство не може да биде во целост предвиден и спречен однапред, односно насилството ние ниту како директори, ниту како стручни соработници и вработени не можеме да го предвидиме, сигурно е дека активностите за превенција и навремено и соодветно реагирање ќе имаат позитивен ефект во заштитата на младите од насилство и неговите последици. Тоа беше се од мене во овој дел на вебинарот. Ви благодарам на вниманието. Благодарам, Весна. И навистина едно истатно предавање од твоја страна и кое што ни даде голем број на информации како можеме да реагираме во нашите средини, за да секако ги направиме побезбедни. Се надевам дека присутните директори на овој вебинар се подсетија во веќе поставените знаења, можеби добија и некакви идеи од примерите што ни ги даде во однос на тоа како да ја подобрат безбедноста во училишната средина и да ја зголемата иницијативата на ученичкото здружување, а секако тука би се обратила и до представниците од општините кои што секако можат покрај тоа што пренесуваат информации до училиштата да дадат и огромна поддршка на самите училишта во однос на примери, во однос на самото ученичко здружување, но и во поголема заштита на учениците во рамките на училишната средина, но и надвор од неа. Така што сметам дека навистина добивме корисни информации денеска и дека сите ќе можеме на некој начин да придонесеме да развиеме поголема, да добиеме побезбедни училишта. Секако дојдовме до делот на прашање и одговора, Весна. Се надевам дека си расположена да ги одговориш прашањата на нашите учесници. Тука имаме еве едно прашање, вели: какви иницијативи би можеле да произлезат од работата на ученичкиот парламент или ученичкиот правобранител? Секако. Јас прво би сакала да споделам една активност која ние ја практикуваме за да добиеме поисцрпен увид во тоа што учениците мислат и чувствуваат дека е потребно да се промени во нашата училишна средина, а тоа е дека во текот на секоја учебна година, некаде на почетокот, правиме една анкета за ученички потреби, критики или предлози за условите на училиштето, односно воопшто за животот и работата на училиштето. При тоа, од анализата на оваа анкета ги истрапуваме нивните предлози и работиме на развивање, односно исполнување на некои од овие предлози кои, верувајте дека во најголем дел се поклопуваат со тоа што и ние како вработени чувствуваме дека е потребно да се промени во нашата средина. Тоа ни кажува дека учениците се доста објективни и многу добри критичари на нашата реалност. Во однос на иницијативите кои би можеле да произведат од работата на ученичкиот парламент или на ученичкиот правобранител, би кажала дека тоа можат да бидат иницијативи кои се однесуваат во суштина на секој аспект од животот и работата на училиштето. Но, еве како пример, може да поднесат иницијативи за организирање на некои хуманитарни активности, иницијативи за набавка на
еве, например, на книги во училишната библиотека. Кај нас се случи да постојано некои лективни изданија, например, ги нема во доволен број. Например, училиштето ги има, но не во доволен број според бројот на ученици, при што учениците има една иницијатива за намена на средства кои беа преостанати од една друга акција, а друга иницијатива беше на крајот на учебната година сите да донираат своји книги, лектири кои веќе не им се потребни, при што имавме добар одзив на сите ученици во училиштето, од сите оделенија. Исто така може да инициираат и некои промени во работата на училиштето, да предлагаат, например, уредување на кабинетите, еве, при преодот од деделенска во предметна настава и слично, а исто така ние, например, им дозволуваме, туку им е овозможено, секогаш самите да ги бираат местата или институциите, например, кон кои ќе биде насочена нашата, еве, традиционална предновогодишна акција. Значи, оставаме учениците да одредат каде оваа година ќе ги наменат средствата. Исто така инициираат прибирање на материјални средства, односно облека и обувки за ученици кои се од социјално загрозени семејства. Во некои училишни средини, верувам, има многу такви, има голем број на ученици кои имаат потреба од поддршка и помош во овој момент, па така учениците инициираа и вакви активности, при што имаше и интересна идеја оваа активност, односно да биде проширена на ниво на општина, односно учениците од различни училишта да донираат на ученици од друго училиште, за да не се случи во истата училишна средина да се препознаваат работите кои се донирани, па поради тоа да има едно вмрежување на ниво на општина. Можностите се бескрајни во овој поглед. Зависи колку директорот и наставниот кадар ќе биде во можност да ги стимулира и да ги поддржи идеите на учениците. Така, токму тоа, баш сега кога те слушав, меѓу другото, она што ми влезе, што ми падна на памет е тоа дека јас сум сигурна дека многу од овие иницијативи што ти ги спомена, училиштата веќе и ги спроведуваат, но можеби се онака буквално селективни, така што можеби училиштата и не знаат што се може да биде спроведено. И тука мислам дека клучна улога еве представниците на општините, бидејќи се тука може да изиграат таа клучна улога, да ги буквално спојат сите училишта во рамките на собствените општина или пак некако некои меѓуопштински настани, каде што меѓу другото е самите училишта ќе ги споделат иницијативите и ќе добијат повеќе информации, а и реално семено идеи да внесат во рамките на своите програми. Така што ти благодарам за оваа прашање, да видиме сега што е наредното прашање. Значи, вели во училиштето има ученички правобранител, но повеќето ученици не го знаат и не знаат што е неговата улога. Како да се промовира? Добро, ученичкиот правобранител, дадени се насоки во самиот водич, за избор на ученички правобранител, а овој модел ние го практикуваме и кај нас, да не се одбере само еден ученик, туку имаме ученички правобранител и негови заменици. При тоа сметам дека е многу подобро да се оди на развој на ваков модел, бидејќи овие ученици заеднички ги унапредуваат своите знаења за детските права, заеднички работат на заштитата и заеднички ги организираат токму овие следни активности кои сакам да ги споменам. А тоа се пред се организирање на инфоденови. Кога ние ја поведувавме оваа форма на ученичко учество, овие инфоденови предизвикува огромен интерес кај учениците, со тоа што беа вклучени и активности за промоција, како например квизови во кои учениците требаше да одговараат за нивните познавања за детските права и обврски, со соодветни награди, па имаше представување од страна на учениците кои беа вклучени како ученички правобранители, и на овие настани за промоција учениците во суштина успеваат сите да имаат пристап до овие ученици, да ги видат, да ги запознаат,
при што ваквите настани најчесто ние ги правиме во училишниот хол во рамки на двете смени, бидејќи ние сме двосменско училиште, но може да бидат организирани во рамки на некои училишни, поголеми училишни настани, како на пример при организација на патронат, новогодишни или други приредби, представи, новогодишен базар, великденски базар или сите други настани, активности од меѓуетничка интеграција и слично. При тоа, ученичкиот правобранител може да се представи не само на овој начин, туку и да се представи во сите паралелки во училиштето, како и да изработи промотивно видео кој ќе биде поставено на веб страната на училиштето или на социјалните мрежи кои училиштето ги користи, да бидат изработени флаери кои ќе се поделат меѓу учениците. И така натаму. Овие се неколку модели кои сметам дека за почеток се добри и доста информативни, а ќе ги опфатат сите ученици. Секако, сигурна сум дека и она да се вратиме назад и на претходното, доколку ги прашаме самите ученици, сигурно тие ќе произлезат и со многу покреативни идеи од оно што нас би ни паднало на памет. Да. Така, во ред да видиме наредниот прашање, вели што треба да содржи интерниот акт за заштита од насилство? Добро. Интерниот акт за заштита од насилство, доколку изработен како политика, протокол за заштита и слично, треба во суштина да представува сублимат на самото упатство за заштита од насилство, односно во упатството се дадени многу конкретни чекори за планирање на содржината, значи треба да има опис на тоа кој е одговорен, кој е лице за контакт, кои мерки се преземаат во однос на сите аспекти кои ги споменавме, нели, ученици кои се жртви, сторители и ученици кои се сведоци на насилството и постапката за реагирање при трите различни тежински нивоа на насилството. Всушност, интерниот акт треба да го содржи процесот на начинот на кој што треба да се реагира и сите оние пропратни елементи кои што се произлезени од самото упатство издадено од страна на Министерството за образование. И тоа секој училиште треба да ги запознае, како што ми се чини и кажа во самото предавање, дека треба да ги запознае сите случаи во училишниот живот, почнувајќи од учениците па до вработените во училиштето, нивните родители. Благодарам на овој одговор. Да видиме одната вели, ова мислам дека веќе го одговоривме, мислам дека ова се повтори. Добре, и да видиме, вели, како да се организираат состаниците на ученичкиот парламент ако училиштето има подрачно училиште во друга населба? Ова навистина интересно прашање. Добро. Значи, најлесно е да се организираат кога нема подрачни училишта, меѓутоа постојат начини учениците од сите, нели вклучително и од подрачните и од централното училиште, да имаат заеднички состаноци. Како што се научивме во периодот на ковид пандемијата, може многу ефикасно да се користат платформите за комуникација на далечина. Може да се одржуваат онлайн состаноци, но мислам дека со малку поддршка од општините може да се обезбеди и учениците да имаат организиран превоз, да се сретнат барем неколку пати во рамки на годината, за да работат поефикасно, да се запознаат од поблиску или да остваруваат некои заеднички активности според своите програми за работа. Така, вака сега кога ги земаме ќе видиме дека всушност ученичкиот парламент не само што е важен во однос на организирањето на учениците во рамките на училишната средина, туку меѓу другото го поврзуваме со самото насилство во училиштето, затоа што ако сите ученици во рамките на училишната средина се запознаени со правилникот или со начинот на кој што треба правилно да се учества во тој училишен живот и да се гради една позитивна култура, секако дека нормално сетото нешто може да започне од самиот ученички парламент и од нивните иницијативи и за намалување на насилството во училиштата. Така што во секој случај навистина многу одговори, истрпни и информации денеска на овој вебинар. Ти благодарам, Весна, за се она денеска што не го испрезентира и кое што се надевам дека сите училишта кои што се присутни тука на овој вебинар ќе го применат, доколку веќе не го примениле, се разбира, ќе го применат во своите училишни средини, а секако дека општините ќе им дадат поддршка во истото. Ти благодарам уште еднаш, Весна. Ви благодарам и вам.
Така, и преминуваме ние понатаму. Јас веќе на почетокот најавив, но знам дека имаме некои од членовите кои што подоцна ни се вклучија, значи ќе го повторам овој дел, дека кои се следните чекори. Значи, доколку одговоривте на диагностичкиот квиз кој што го дадовме на почетокот на овој вебинар, односно пред самото излагање на нашиот предавач, денешен предавач, и доколку ги одговорите сега прашањата на квизот кој што ќе следи, во тој случај, во рамките на проектот Промовираме безбедна училишна средина, ќе ви биде испратен ќе ви биде изготвен сертификат од страна на SmartUp и ќе ви биде испратен на вашата мејл адреса во рок од 2 до 4 недели. Затоа е многу важно на самите квизови да ги оставате точните податоци, односно вашето точно име, презиме и мејл адреса. Секако дека сите регистрирани учесници за настанот преку Zoom, значи овој денешен настан, меѓу другото, во текот на утрешниот ден ќе добијат и еден краток формулар за евалуација, за кој што ве замолуваме да го пополните, за да ни дадете, тој е анонимен, за да ни дадете една повратна информација во однос на тоа како денеска вие се поминавте и што можеме ние да подобриме во наредниот вебинар кој што планираме да го организираме секако во рамки на овој проект. Воедно ќе споделиме со вас на истиот мејл, ќе споделиме и снимка од денешниот вебинар, за да можете и утре да го имате истиот тој, да имате таа снимка и да можете да се потсетите доколку во случајот нешто се заборавиле. Меѓу другото, во рамките на оваа имејл ќе ви пратим еден прашалник за проценка на потребите на едукаторите за едукативни ресурси. Всушност, овдека се работи за прашалник кој што е анонимен и ќе ве замолам директори, а секако и представници од општините, да ги споделите со сите наставници во вашите училишта или пак во општината, за да можеме да добиеме информација колку наставниците имаат потреба од различни едукативни ресурси. Овој прашалник е анонимен и така што се надевам на искрени одговори. И она што секако е многу важно да се спомене е дека во рамките на овој проект ќе се одржат вкупно 5 вебинари, што значи ќе има уште 4 по завршувањето на овој и едноставно зошто денеска сте вклучени само вие директори, представници од општината, заради тоа што веќе наредниот вебинар кој што го планираме таму некаде во февруар-март 2024, тој ќе се однесува исклучиво само за наставниците и стручните соработници во основните училишта, а понатаму ќе следат и вебинари кои што ќе се однесуваат и на директорите и на наставниците и стручните соработници од средните училишта. Така што значи ќе има можност за секој по нешто да чуе, да научи, или пак евентуално да повтори. Така што, како што веќе најавив, вебинарот можете да го проследите преку линк, нели, во снимката која што ќе ви биде испратена на вашата имейл адреса, па доколку некој од директорите кои што се во ваша близина или го познавате не успел да го погледне овој вебинар, убаво би било да му споделите оваа снимка, па да ја проследи истата. Меѓу другото, каде можете да дознаете за новите вебинари кои што ќе следат, па за да ги измотивирате и вашите наставници и стручни соработници, секако за тоа ќе бидете информирани преку вашата имейл адреса, преку нашиот билтен. Секако ве поканувам и да не заследите на нашата Facebook страница на SmartUp за лабораторија за социјални иновации и секако нашата веб страница www.innovationlab.mk. Доколку имате прашања секако или сугестии и не сте успеали истите да ги внесете во рамките на контакт формат, односно формата за евалуација која што веќе ја најавив дека ќе ја добиете утре, секој пат можете да ни се обратите на овие две мејл адреси, значи на webinar@innovationlab.mk или на help@innovationlab.mk. Секако официјалната веб страница со информации е www.innovationlab.mk.